Паѓа ли во вода најавуваната екстрадиција на екс-премиерот Никола Груевски? По објавата на унгарската истражувачка мрежа V-Square дека Груевски добил целосно унгарско државјанство уште во 2022 година, повторно се отвори прашањето дали Будимпешта воопшто ќе го испорача во Македонија, оти државата практично не екстрадира своји државјани. Од Министерството за правда, кои во изминатиот период се обидоа да ја реанимираат постапката за екстрадиција, за Канал 5 велат дека внимателно ги следат информациите во јавноста и дека независно од истите продолжуваат со постапката. Независно од сите шпекулации и неофицијални информации за евентуалниот статус што го има во Унгарија, Никола Груевски останува државјанин на Република Македонија и е лице кое е предмет на правосилни судски одлуки и активни постапки. Министерството за правда нагласува дека постапката за негова екстрадиција продолжува согласно домашното законодавство, билатералните договори и меѓународните конвенции. Во рамки на своите надлежности, Министерството и натаму ќе ги превзема сите неопходни правни и дипломатски чекори во комуникација со надлежните органи во Унгарија. Велат од Министерството, а за ова беше прашан и премиерот Мицкоски, на што тој кратко одговори. Немаме ние таква информација. И да биде одземен политичкиот азил кој го најавуваше новиот премиер Петер Маѓар, поништувањето на државјанството е значително потешко, оти не почива само врз политичка волја, туку тоа значи институционален процес кој на Груевски му нуди правни механизми и поголема сигурност. Токму поради ова, дел од правниците сметаат дека ваквиот момент би можел целосно да ја закочи постапката за негова екстрадиција. Ако добил и унгарско државјанство, ќе отежне целата постапка околу екстрадицијата, дополнително што во мигот кога доби азил, ако се сеќавате, го доби меѓу другото затоа што смета унгарските власти дека е под политички прогон, сево ова заедно ја отежнува, ако не ја прави малку не невозможна екстрадицијата. Ако Унгарија има таква пракса, може да се повика било кој на таа судска нивна пракса. Унгарија е земја членка на Европската унија, таму законодавната власт е оделена од извршната и судската од извршната и законодавната, па верувам ќе се почитуваат правните правила. Министерството за правда минатиот месец најави дека повторно ја активира постапката за екстрадиција на Груевски и побара комплетна документација од судовите, обвинителствата и Министерството за внатрешни работи за сите активни и стари предмети против него, како подготовка за евентуално ново барање до Будимпешта. Првото барање за екстрадиција беше испратено во 2018 година, дополнувањето во јуни 2019, а во август истата година Унгарија официјално го одби барањето, од екс-премиерот добил азил.